Се што нема да прочитате, нема ни да видите, слушнете го. На радио, последна шанса да бидете во тек. Колку безич, со Александар Блажевски. Почитувани радио пријатели, добар ви ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на радио шоуто Колку безич на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Уште едно саботно попладне во Скопје и низ Македонија и уште едни нови 120 минути за дружење со мене и со мојот денешен гостин, како и секоја сабота и ова Колку безич на фреквенциите на Радио Слободна Македонија, без оглед на тоа во кој и град да се наоѓате, без оглед на тоа на која фреквенција не слушате. Во наредните 120 минути ќе можете да уживате со мојот избор на соговорник, со мојот избор на теми, со мојот избор на луѓе кои што ќе ви прават друштво се во наредните 120 минути. Пред да ви го најавам мојот денешен гостин, се разбира на почетокот као добар домаќин да си ја представам екипата или луѓето кои што се задолжени за реализација на денешното издание на радио шоуто Колку безич. Зад микс пултот или зад ова мое прозирно стакло задолжени за техничката реализација Ристо Алчинов, Горан Алавук и Дине Вучков, за музиката или добриот избор на музика или најдоброто од мојот гостин, меѓу другото ќе го одбере мојот музички уредник маестро Иван Бечковиќ, а овие 120 минути во овој говорен дел ќе бидам јас, вашиот водител и домаќин Александар Блажевски. Пред да ви го најавам сето она што ќе се случува во вториот дел, односно за некои 70 на минути, пред да ви го представам мојот денешен гостин, ајде да видиме кои беа настаните кои што ја одбележа изминатата недела. Дефинитивно настан број 1 е завршувањето на светското првенство ракомет во Катар, барем за нашата репрезентација, за македонските ракометари кои што вака така, можеби не според нашите очекувања, но сепак фактите велат дека го одигра најдоброто светско првенство досега или го постигна најдобриот резултат во историјата на мундијалите, што значи дека македонската ракометна селекција е 9-та сила во ракомет во светот. Ако се земе предвид колку мала земја сме, ако се земат предвид сите оние проблеми со кои што се сочувавме пред самиот ракометен мундијал. Знаете дека Металург долги месеци е раштиман оркестар, претежно нашите ракометари доаѓаат токму од овој ракометен клуб. Долго време не игра, долго време има проблеми со оглед на фактот дека имавме и други непријатни ситуации. Сепак треба да бидеме задоволни од македонските момци. Се разбира, секогаш може повеќе. Очекувавме лесно да ја поминеме Словенија, ја посакувавме Словенија, но иако ја добивме, се изнамачивме и за жал не успеавме да одиме понатаму. Имено ако ние за утеха не победи Европа, не победи светот, туку не победија и тоа само два пати поранешните југословенски селекции. Од сите надпревари кои што ги одигравме, од 6 надпревари имаме 4 победи и 2 пораза. Ги победивме Тунис, ја победивме Босна и Херцеговина, го победивме и Иран, ја победивме и Австрија, но не успеавме во групната фаза да ги победиме хрватите, кои што пак изгубија од одличните полјаци, а не успеавме да ја победиме и Словенија, како што кажав, во оној значаен момент кога најмногу и ни требаше победа. Но како и да е, спортските коментатори, спортските работници ќе прават анализа, ќе решаваат ракометни проблеми, а ние ќе го чекаме со душа Европското првенство, кое што е веќе следната година во Полска, и ќе им посакаме нашите ракометари повеќе ангажман, па и повеќе среќа. Знаете, дефинитивно со Словенија малци среќа да не беше на наша страна, многу тартизицери, многу стативи и промашени пенали. Само да ги дајавме пеналите кои што ни ги одбрани екстра расположениот словенечки голман, тогаш резултатот ќе беше сосема
Поинаков, деминитивно од минатата недела настан број 1 кој што е за одбележување. Уште наш велам светското првенство во Доха, во Катар, на кое што Македонија го избори вака така својот најдобар историски пласман на светските првенства. Во меѓувреме е промовирана 200 денарката во Македонија, како што предоставам видовте по социјалните мрежи или по интернет порталите, носички мотив на предната страна на идејното или комното графичко решение на банкнотата од 200 денари е релефот кој што им припаѓа на препознатливите винички теракотни икони, кои што се едни од најпопуларните и најпознатите од Македонија, едни од најзначајните, односно радно средновековни откритија токму на нашата територија. На истата страна во централното лево поле е прикажана рано средновековната прстеста бронзена фибула од почетокот на 7 век, а е пронајдена во околината на Прилеп, додека пак на задната страна на новата 200 денарка е представена архитектонско-ликовен елемент од челната фазада на познатата шарена или аладжа џамија од Тетово, дефинитивно еден од најатрактивните споменици на архитектурата и сликарството од османлискиот период во Република Македонија и се тоа надополнето со флорални елементи преземени од декорацијата на мермерните подни плочи на познатата Исак џамија од Битола, изградена на почетокот на 16 век. Значи оваа 200 денарка ќе биде баш онака помера на сите вкусови ќе бидат задоволени, значи двете мнозински заедници во државата, и македонците и албанците и останатите православни и христијани и оние се разбира од исламска вероисповест. 200 денарката вака фино изгледа, зелено кафено од прилика. Ако сте уште не сте погледнале, тоа може да го сторите на порталите, скоро секаде, па и на социјалните мрежи има новата 200 денарка. Покрај рекомендот, ете мене впечаток, да бидам искрен, ми остави оваа 200 денарка, која што мене ми изгледа навистина интересно. Во Грција завршија изборите, многу мина предвидува, но многу мина и не предвидуваат дека токму Ципрас ќе биде премиер. Многу лесно, некако и многу брзо во Грција се договараат работите, многу брзо некако се состави владата, во недела избори, во понеделник коалиција, но тоа е уште еден доказ дека сите, буквално сите околу нас, па дури и во една пропадната економија како што е грчката, можат да најдат заеднички јазик, освен македонската опозиција и позиција. Знаете, бојкотот на македонските опозиционери се уште трае, така што предпоставам дека и ќе трае, бидејќи опозицијата барем не ги признава нашите изборни резултати. Во Грција се тоа мазно и лагано си помина, но она што е најважно, проблемот ние што го имаме, односно проблемот што тие го имаат со нашето уставно име Република Македонија, не се очекува, барем според првите најави, не се очекува, особено ако се знае па со кого коалицира Ципрас, не се очекува некакви, не знам, поместувања, па ја и немам и некакви било какви воопшто очекувања од било која грчка влада. Едноставно, ако можам вака на прво око да го видам Ципрас, ми изгледа многу понормално отколку овие негови претходници кои што беа на власт, без оглед дали стана збор за подалечното минуто во формата на Дора Бакојани или на Папандреу или на Мицотакис или на овие последни грчки политичари. Сепак мене ми изгледа дечково доста нормално, но изгледот знае често да вара и да излаже. Покрај светското првенство и новата банкнота од 200 денари, покрај грчките избори се случи колапс во Соединетите американски држави поради на времето во Њу Јорк. Ете, значи не се само наживе, не затаја само нашите служби, може и во една така организирана и голема Америка да се случи тоа што се случи. Соединетите американски држави беа на нозе затоа што паднало малку повеќе снег во Њу Јорк. Што би рекло, може да им се случи и на најдобрите. Така му доаѓа тоа. Иако ние мислевме дека дека може само нас тоа по скопските улици да ни се случува, сепак ете и една така организирана Америка се случуваат непредвидени ситуации. Тоа се тие настани кои што јас би ги одбележал, настани кои што беа симпатични. Во меѓувреме не знам, Аделина Тахири
пишува новиниве дека закаснала на пресконференција, големото мити чудо. Инаку Аделина Тахири за мене е една така прекрасна и фина личност, меѓутоа веројатно за македонски новинари и е мана тоа што Аделина Тахири се вика Аделина, а се презива Тахири, и на македонските медиуми име мана што таа е албанка, бидејќи лично сум присуствувал на мал милион пресконференции кои што ги одржале македонски така наречени звезди, кои што каснеле и повеќе, односно доцнеле и повеќе од колку што Аделина доцнела, но ете за нив, за таквите како нашите македонски звезди, до сега новинарите никогаш не изреагирале за Аделина, им пукнал филмот, па добро, можем се собрало, како и да, јас се надевам дека и звездите, вклучувајќи и Аделина и новинарите, ќе бидат малку по-професионални. Кога сме каде Аделина, мислам девојчето изгледа прекрасно, мислам чисто сакав да ја отворам оваа емисија со убав видик, често пати кога имам убави атрактивни гостинки, жалам што ова не е телевизија, туку е радио, но имате опција, знаете, на YouTube да гледате што се случува во нашево радио. Сега немам атрактивна гостинка, но имам атрактивен гостин. Знаете дека веднаш по кратката музичка пауза и оваа сабот имам интересен соговорник со кој што ќе разговарам во денешново издание. Мојот денешен гостин, кој што за некоја минута ќе влезе во студио и ќе ми прави друштво, е човек кој што е низа години актуелен и активен на Балканскиот полуостров како музичар кој што секогаш е на врвот од ако може се нарече топ листа или од врвот од балканските музички збиднувања. Ќе биде актуелен во периодот кој што доаѓа, бидејќи го најави својот прв самостоен концерт и тоа токму околу празникот на влюбените, 14 февруари, кантавтор, изврсен пеач, човек кој што е се уште ерген, човек кој што ги направи можеби најбавите љубовни балади на Балканскиот полуостров и човек кој што дефинитивно ќе ја шармира женската публика во наредниве час и некоја минута. Да, веќе погодувате предоставам мој денешен гостин во емисијата Колку Безич, дневното радио шоу на Радио Слободна Македонија, Владо Ѓоргиев. Ако сакате да слушнете добар и квалитетен муабет, останете на фреквенциите на РСМ. Слушајте во боја мој гостин Владо Ѓоргиев. Се враќаме по кратката музичка пауза, токму со разговорот. Уживајте. Реклами. Една од водечките градежни компании во Македонија и пошироко. Повеќе од 20 години традиција и искуство. Супер бренд за 2013-2014. Ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Градежна компанија Трансмет. Радио Слободна Македонија. Се што нема да прочитате, нема ни да видите, слушнете го. На радио, последна шанса да бидете во тек. Колку Безич, со Александар Блажевски. И како што ви најави во денешното издание на плодневното шоу Колку Безич на Радио Слободна Македонија, мој денешен гостин, човекот кој што ќе пее за сите заљубени и за сите опиени на 14 февруари, за два големи љубави празници, за мене Свети Трифун, за оние кои што се заљубени, Сент Валентайн. Владо Ѓоргиев, добар ти ден и добре дојде во радио. Добро те нашao и за мене е Свети Трифун исто. Да, дефинитивно. Мислам, ти иако изјави кај новинарите дека во Скопје ќе славиш и едно и друго ако најдеш некој девојче македонче, меѓутоа претпоставувам традиционално Свети Трифун. Традиционално да. Така, Тоа е пак наш. Тоа е она што се слави. Неколку денови си во Скопје, како се снаоѓаш, дали е се окей, дали добро течат подготовките за концертот? Све иде добро и ја волим да долазим у Скопје и ево таман ми добро дошла прилика да доđem онако malo ranije da napravim pres konferenciju koja je bila danas и да ето да доđem на крај и кон тебе у радио. Так, супер. Претпоставам дека си задоволен од новинарите, од интересот, како помина пресконференцијата. Јесте, да, било е доста људи, што значи да ќе можда некој да ми доđe на концерт. Така, тоа сигурно дека ќе биде, сигурно дека ќе биде полно. Владо, ти си миленик на македонската публика, тука немам дилема, меѓутоа ова е еден, да кажам, прв твој голем концерт во Скопје, бидејќи салата Борис Раковски е голема, ќе можат сите фанови да ги собереш на едно место. Кои се твоите очекувања? Па моје очекивања су да
bi trebalo sve da bude dobro, ali ne volim nikada pričam prije koncerta. Znaš, ljudi vole mnogo da obećavaju, pa ako nešto ne valja, onda kasnije imaju problem s tim. To mi se još nije desilo, ali volio bi da pričamo o ovome posle koncerta, a do tada jedino što ja mogu da kažem je da ćemo mi dati sve od sebe, odnosno moja ekipa i ja, da ćemo doneti najbolju opremu, da ćemo doneti sve kako bi pokušali da preslikamo ono što se desilo u Beogradskoj areni u junu mesecu ove godine i da to napravimo kod vas u areni Boris Trakovski. Так, Владо е задоволен денови во Скопје како поминала пресконференцијата, а според неговите очекувања најавува дека нема премногу да кажува сега, едноставно ќе направи се за да ја донесе најдобрата опрема, да даде се од себе да биде добар концертот, а ќе коментираме веднаш по самиот концерт. Интересно е што и во Белград и во Скопје имаш интересна поинаква кампања за најава на концертот, еден маркетинг кој што е својствен сега само за тебе. Помина одлично концертот во Белградската арена. Дали е целосно твоја идејата како да ги рекламираш настапите, концертите, или сепак тоа е заслуга на еден цел тим кој што работи? Pa nije, za cijeli tim je to bio zadatak, a ideja je svakako moja, znaš. Ne može meni neko da smisli da meni baba razbije jaje o glavu. Mislim, ja volim da se šalim na svoj račun i lično volim ljude koji se šale na svoj račun. I mislim da je u ovom vremenu danas sve postalo suviše ozbiljno i da su svi nešto mnogo busy i da se svi nešto prave važni, znaš. Профи. Уместо да треба да се мало опусте и да се мало зезви. Так. Владо Ѓоргиев го прашав за неговата интересна кампања во врска со најава на концертот во Белград, а и за концертот во Скопје. Тоа е негова идеја, се разбира, реализацијата е на комплетниот тим. Во македонската кампања ние не знам колку следиш, бевме многу загрејани за ракомет, бидејќи Македонија играше на светското првенство во Катар. Е сега еден од нашите најомилени ликови во репрезентацијата, тој е голманот Борко Ристовски, токму го вклучи во кампања за твојот концерт. Дали ти ги одбра ликовите или ти помогна тука менаџментот и колку следиш спорт? To su pomogli zaista ljudi ovde iz produkcije i moram da ih se zahvalim, iako nisam baš toliko slobodan sa vremenom da mogu da ispratim sport, vrlo pratim ovo što Makedonija postiže i jako mi je drago zbog toga. Так, Владо нема баш многу време, но ете сепак ги следи настапите на македонските спортисти, а идејата за покрај неговата тука и домашната продукција му помогнала. Ќе зборуваме за концертот, Владо, ти некако си, онака ја би рекол, комплетно југословенски музичар, роден си, не знам колку знаат луѓето, во Дубровник во Хрватска, пораснат во својата родна Црна Гора во Херцег Нови, сега живееш, работиш во Белград, често доаѓаш во Скопје. Какви се твоите сеќавања за бившата држава? Овде луѓето во Македонија малку се сентиментални, знаат убави зборови да ја опишат старата држава. Кои се првите работи тебе што те потсеќаат на бивша Југославија? Pa ja sam se rodio u Jugoslaviji i to je danas teško objasniti ljudima koji su se rodili u ovim novim državama koje su kasnije nastale, ali pretpostavljam da si se i ti rodio u Jugoslaviji, da pamtiš to vreme i da smo nekad svi bili jedna zemlja, sad to više nije tako, ali nekako sam malo naučio da ne smem mnogo da hvalim tu Jugoslaviju. Пошто е лошо тоа, веројатно. Pa ne, За nego, некого. za nekoga, da. Neko kaže, kad bilo ko spominje Jugoslaviju u nekom, da kažem, jugonostalgičarskom, čak i pozitivnom, da kažem, nekako kontekstu, ljudi znaju i da se naljute zbog toga. Rekao bi da ja sve ove zemlje i ovaj kompletan prostor osjećam isto kao onu državu nekada, a to što više nije tako, zaista ja nisam kriv. Isto tako obožavam da dođem ovde u Makedoniju, upravo iz razloga što sam dolazio i nekad dok je ovo sve bila Jugoslavija, i isto zato što mislim da smo mi ipak mnogo svi bliski i da smo dugo živjeli zajedno i da je vreme da se ljudi malo olabave od politike i gluposti i da malo gledaju svoj posao i da probaju malo da se provode. Едноставно си предпазлив и во комплиментите и во негативниот дел на Југославија. Добро, ти си еден од ретките музичари кој што нема проблем со граници, тоа е многу тешко да се Немам. направи. Значи добро проаѓаш во сите екс југословенски земји, ама криво ли ти е што сега немаш еден комплетен југословенски музички пазар каде што можеш многу полесно да работиш и малку поголема публика? Pa u stvari nije tako, mi to sve imamo. Jednostavno nisu sve, da kažem, te države i republike otvorene za sve ljude od svuda.
kompletno znam da je Srbija vrlo otvorena za svakoga, Makedonija takođe, Crna Gora isto tako. Sad, Hrvatska i Slovenija su onako vrlo rezervisani, Slovenija sa nekim većim razlogom što je poprilično udaljeno govorno područje. Makedonce možete razumjeti, Slovence vrlo teško i obrnuto, a Hrvatska opet ima, ne znam, neki drugi problem u koji ja ne ulazim. A nema problem sa turbofolk, gledam to. Ne, to im se jako dopada, ali to se zove guilty pleasure. Znači, ono čega te blam, pa moraš da odeš u neku diskoteku van grada, da se napiješ i da se opustiš. Sve vreme dok im je neko branio tu narodnu muziku, sad je došlo da se naplati pazar. Znači, zabranjeno voće uvijek bilo najmilije. Tako, nek uživaju malo u harmonici, a ja ću svirati kod vas za 14. februar. Tako, dobro. Сега има и интернет, сега е многу полесно да се и колку да се брани музиката, колку да хрватите можеби не сакаат да веќито сакаат Оливер Драговиќ да го слушаат. Можеби, меѓутоа интернетот си направи свое, па секој оној кој што е твој фан може и преку интернет да и да следи, да слуша музика, YouTube и да гледа и да гледа спотои. Добро, во сета таа последен пат за политика правам муабет, констелација, каде најдобро се чувствуваш? Црна Гора е мала земја како и Македонија, сепак Србија е, да речам, некој и Белград, некој балкански главен град каде што има повеќе и музички случувања и јамни настапи. Каде си најкомотен кога работиш? Pa ja stvarno ne osjećam taj problem nigdje. Ja se isto osjećam, evo i ovdje kod vas, i u Beogradu, i u Herceg Novom. Ja s tim nemam zaista nikakav problem. Ja sam potpuno operisan od tih stvari i volim da putujem svuda i volim da putujem i po ovoj našoj, kažem, bivšoj državi i odlično se osjećam i s tim nikad nisam imao problema. Така, со Слобода малку зборувавме за поранешните југословенски простори. Тој роден во Дубровник, израснал во Херцег Нови, сега работи во Белград, а на 14 февруари ни пее во Скопје. Зборуваше со убави емоции за поранешната држава, но и со предпазливост дека не секојаш може да ја фали, затоа што секаде има, нели, секакви размислувања кои што се различни од неговите. Подеднакво убаво се чувствува и во Црна Гора, и во Србија, и во Македонија. Малку дискутиравме и за Хрватска и Словенија. Словенија има разбирање бидејќи, нели, е друго јазично подрачје, а за Хрватска вели дека тој ќе си работи посветено на што го работи, а кој сака музиката негова ќе слуша, а кој не ќе слуша армоника и народњаци, односно турбофолк од Србија. Не знам колку знаеш, во Македонија имаше обиди да се забрани турбофолк по локаливе, не знам. To mi se jako dopalo. Да, мислам дека дури имаше некоја изјава, ако не се лажам по менiju. Ja sam to podržao jako, da. Pitali su me ljudi, pošto znaju da sam poprilično protivnik, da kažem, turbo folka. A što toliko si protiv toga? Pa zato što je to mutant, jedan najobičniji, to je mutirana vrsta narodne muzike i svog ostalog treša koji se plasira u najogavnije i najkomercijalnije svrhe. Mislim da je to, da kažem, jedan onako grozan proizvod koji još uvek opstaje zato što jedna velika mašinerija stoji iza toga. Na prvom mjestu onaj raspad od televizije Pink. Pa сега Migrant. Pa dobro, to je sve vrlo slično, ali Pink je ipak najveći krivac, da, zato što jednostavno ne razmišljaju da treba da odrastu i ova deca koja su mala i da im je trebalo pružiti šansu da čuju još nešto, a ne ovaj užas koji oni emituju svakodnevno i truju našu omladinu i naš naraštaj. Тоа значи дека со ниту една турбофолк песна не знаеш у кафана, не си слушнал. Ma kako da nisam, naravno, ne može čovjek da pobegne od toga, ne možeš, znaš. To je kao ono, pada kiša, ali ti moraš da dođeš do prodavnice, kupiš nešto. Jednostavno, mi se jako dopala ta ideja, ali izgleda niste ni vi isproveli do kraja. To je krenulo, pa je stalo. Nismo istrajali, ne. Da. Fantastična ideja. Ta borba je teška i golema i treba vremena. Da kažem, protiv svakog zla se teško boriti. Да, ние турците не можевме 5 века да ги истераме, па за турбофолкот ни треба 10 века сигурно. Океј, ти си еден од ретките музичари на Балканот кој што има малку специфичен стил на работа, значи си кант автор, човек кој што премногу троши време, енергија, и од оно што очитаме и пари на добар саунд, на добар звук. Тебе ти е многу важно како ќе изгледа тој албум, не ти е важно за разлика од твоите колеги кои што работат музика да тоа побрзо излезе, да се продаде, да се одржат концерти. И кога зборувам со колеги од Македонија, кој ме првиот впечаток за тебе?
Првиот е дека си боем и дека си малтене македонец бидејќи сакаш добра храна и добра ракија, а вториот впечаток е на колегите дека си перфекционист кога стана збор за музиката и дека нема случајности. Да, to je u stvari dijagnoza. Да, Znaš, kad si perfekcionista, to je na nivou ovaj čovjek nije normalan. I 1000 puta se pitam da li baš mora ovako kako ja radim, ali uvek dobijem odgovor zato što sam jako srećan kad posle 10 godina negde sviram i ljudi pjevaju moju pjesmu od prije 10 godina, to mi nekako kaže vidiš dobro si radio. Jer pjesme koje ljudi naruče kod tekstopisaca, kod kompozitora koji to rade za novac, jednostavno oni uklapaju rime, vrlo brzo pokušavaju da nešto napišu za nekoga i te pjesme traju mjesec, 2 i 3 dana. I to je ono što se zove hiperprodukcija, ja sam onako vrlo protiv toga, a kad si već spomenuo da sam ja bojem, ja i jesam bojem i to nije uopšte sporno, nego sam vidio sinoć kod vas da se jedna ulica zove Boemska, da. Boemska ulica, tako da ako neko prodaje jeftino stan, ja bi možda i preselio. Да купиш, да. Види, кога станува збор за тексти за музика, може обичниот слушател, твој фан, ќе разбере добар текст, ќе разбере добра музика. Мора ли секогаш да биде тоа толку добро продукциски направено, тие нијанси, да не станува збор за некој фетиш кој што ти го имаш према добро студио, добра опрема и не верувам дека обичен фан твој слушател па ќе направи разлика помеѓу. On neće, ali postoji ljudi koji veoma hoće napraviti razliku i to se radi, prije svega ja to radim zbog sebe, zato što ja to tako čujem i mislim da tako treba. I na kraju, iako veliki broj ljudi ne bi osjetio neku nijansu, postoje ljudi koji će reći, a uvidiš kako je ovo pažljivo sve rađeno i kako treba. Меѓутоа и споро е, бавно. To je vrlo sporo i vrlo je naporno i proces je jako dug kad se tako radi. Inače, pop muzika je najpipavija za raditi. Jazz je vrlo jednostavan, uđe bend i svira i tu je akcenat na onome što se svira i na improvizaciji i na, ne znam, sound je u drugom planu. Дали тоа значи дека ти не се ложиш на големо CV, кај што ќе имаш 10 албуми за 3 години, туку едноставно викаш да ева полека, добро, ама да се сработи. Ja tako razmišljam, da. И тоа во твојот случај предност. Tako je, ja mislim. Океј, ајде да направиме малце музичка пауза, кратка, да чуеме 2-3 песни кои што си ги isproducirал, да видиме која е таа разлика од песна до песна, па се враќаме со вториот дел од Муабетот. Останете вие заедно со нас во Колку без зич на радио Слободна Македонија. Мој денешен гостин Владо Ѓорѓиев. Nogom tu zemlja se trese i uvijek takve kao ti mi se dese. Svi te gledaju, svi da te imaju. Pogledom prekidaš ljude na pola, kad igraš uši svo piće sa stola. Svi te gledaju, svi da te imaju. Zavodiš ljude, a kažeš da nije tako. Ja bez tebe ne mogu, s tobom mi nije lako. Nije mi lako. Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam. Jesmo li jedno za drugo ili prolazna stvar? Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja.
pogledom prekidaš ljude na pola. Kad igraš uši svo piće sa stola. Svi te gledaju, svi bi da te imaju. Ti zavodiš ljude, a kažeš da nije tako. Ja bez tebe ne mogu, s tobom mi nije lako. Nije mi lako. Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam. Jesmo li jedno za drugo, ili prolaza stvar? Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Nisam ljubomoran, nisam, ali hoću da znam. Jesmo li jedno za drugo, ili prolaza stvar? Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti. Ako pogledaš drugo pogledat ću ja. Sve što možeš ti, mogu i ja. Sve što nema da pročitate, nema ni da vidite, slušnajte го na radio. Последна шанса да бидете во тек. Колку безич со Александар Блажевски. Назад сме во студиото на Радио Слободна Македонија. Оваа сабота во Колку безич мој гостин, човекот кој што на 14 февруари го најавува најголемиот спектакл за сите љубители на добрата капка Свети Трифун, или за сите оние кои што се заљубени Сент Валентайн, кој што го најавуваме и ние како радио. Значи не заборавајте, 14 февруари е датум кој што посекако нема да го забравите, особено затоа што е празник, а и особено затоа што Владо Ѓоргиев има и свој голем концерт во Скопје. Владо, додека зборуваме, ти твиташ, дали тоа значи дека си зависник од социјални мрежи, Твитер, Фейсбук? Pa od Facebooka nisam definitivno, a od Twittera moram priznat da možda malo i jesam. Ako mi negdje 2 dana ne radi telefon ili nemam internet, baš me zanima šta ima na Twitteru. Da, moram da priznam. mora Imam još jedan porok da igram onu igricu Clash of Clans u slobodno vrijeme. Така. Da, tako da ja sam zavisan. Добро, зависен си и A ti šo praviš ti? Ја ништо не правам, Твитер немам, Фейсбук немам, ама еве имам емисија во која што можам да те угостам тебе и да си направиме Правиш муабет со мене. Муабет со тебе, така. Имаш и други фетиши за моторот, знаеме сите. Харли Девидсон е она што ти го упражняваш и буквално пола Европа имаш поминато. Уште ли те држи таа магија или кога имаш kako da ne. Нема откажување од тоа? Nema, od toga se jednostavno ne može pobeći i nema leka protiv toga. To jednom ko počne da vozi motore, vozi ih ceo život. Добро, обично луѓе кои што изјаснале поред море се врзуваат за пецање, за... Pa dobro, ja sam vezan i za to, ne baš za pecanje, ali za barku, za brod sam jako vezan. За јахта, што да не. Pa dobro, ne mora baš nešto veliko i fancy, ali brod gde se može Ali da vrši fino работа. s društvom je sasvim dovoljno. Добро, Македонија нема море, има езеро и тоа Има мало. Охрид. И, добро, Охрид и нема баш тука нешто многу возење. Која е најдалечната дестинација која што си ја поминал со мотор? Sa motorom? U jednom danu ili uopšte? Па уопште е. Pa ne znam, išao sam do Holandije, išao sam do Portugala, išao sam do granice sa Rusijom, išao sam na sve strane, išao sam do Turske.
Onako, to zavisi odakle kreneš. Ako kreneš iz Herceg Novog, onda još dalje. Да, Херцег Нови имав прилика да се враќам летово од Сплит, сакав преку таа јадранска магистрала и баш е комплицирано се тоа изгледа преку Црна Гора, па Косово, Албанија, па Косово, па Македонија. Како и да е, знам некаде те гледав дека собираш и глобуси, ако се сеќавам. Да. Да, колку имаш? И зашто баш глобуси? Луѓе собираат салфетки, сликички од фудбалери. Dobro, ja volim globuse, to svaki ima pravo nešto da voli. Imam baš veliku kolekciju globusa, i velikih, i srednjih, i malih, i najmanjih, ali pored toga imam i kolekciju karata i mapa. Volim karte sveta, Dobro, mape to je verovatno sveta. zato koja si patuvao со мотор или? Pa volim to uopšte i zbog brodova i zbog svega. Imam i stare mape iz 15. veka, 16. veka. Radije bi kupio dobru mapu iz 15. veka nego sada neki dobar auto. Така? Да. Па добро, мене ова со глобуси ме зачуди, знам луѓе што збираат се и свашта. Globus je jako dobar. Jesi probao nekad da se malo zagledaš u globus? Па види, Da знаеш, potrošiš 10 minuta. види има еден проблем со Буди машту неверојатно. со глобусите и со мапите има еден голем проблем. Особено на Балканот, колку често се менуваат граници, така што секој што е глобусот застарен, на принцип, мислам. Dobro, ali globus onda uzmeš manje razmere i vidiš onako kontinente. Ne moraš baš sve granice da pratiš. Поно што ти ми го кажуваш, глобуси, мапи, барки, веројатно си и па и мотор, веројатно си некој пустолов, не знам дали веруваш у живот пред и живот потоа, по животот, меѓутоа ништо чуда си бил некој авантуриста непоправлив. Vidim, kad bi znao da je postojao život prije, onda bi vjerovao i u život posle. Sad znam samo za ovaj i pošto on nema reprizu, ja se trudim da se što bolje provedem. Maksimalno. Tako je. Ne preterujem naravno nego koliko to život dozvoljava, ali obožavam da putujem i otud i ti globusi. Дали у рамки на тој живот статусот ерген, вечити ерген ти прија? Ergen je neženja, jel da? Да, нежење, да. Pa za sad je to... нежење многу грубо ми звучи, Za sad je to moj status, ali ako se nešto promeni, ja ću vas obavestiti. Не, сакам да прашам дали ерген е статус во кој што влегуваш у стилот на животот, дека треба максимално да се искористи, тоа сакам да прашам. Pa ne bih rekao da ja sad bežim od toga, ja bih jako volio da imam i porodicu i ženu, nego moji kriterijumi su takvi da malo teže dolazi do toga. Mada ja kad malo bolje razmislim, ja uopšte nisam zahtjevan, ja tražim samo da je žena prelepa, da je užasno tolerantna, da ne priča mnogo, da se slaže sa svime što ja kažem. Pa ti nema nikada naš, brate. Pa to ti kažem. Како си трнал со словит, види и бара жена која што ќе тости 6 дена да идеш со мотор некаде, не знам каде, така, веројатно тоа све треба се трпи. Наравно. И ти кога ќе дојдеш само да биде све спремно. Ali ja nju neću da pitam šta radi ona kod kuće za to vreme. Па добро, тоа е фер. Fair enough, тука нема муабет. Но добро, некако и во коментари на разни форуми кога пред емисија читав за тебе, вика, има некои типови кои што те правдат, вика, види, он за да напише така добра љубовна песна, вајда нема жена, нема друго. Кога би имал жена, не би имал таква инспирација. Misliš da bi žena mogla nešto mi pokvari? Да, инспирација. Pa moram da ti priznam da sam ja dosta... Зависи се, балканска жена и како може да ти поквари. Dosta sam puta imao i dužu vezu i sve za vreme svoje karijere. Pa nije to isto. I misliš da nije isto? isto? Ja sam to doživio toliko strašno da onda ne mogu ni da zamislim kako je u braku. Da. Mislim da je to samo stvar lične prirode i odnosa sa nekim s kim ste u vezi. Добро. Свети Трифун болje него Сент Фанат, меѓу другото. Ако ништа наш. Да се вратиме на Македонија со потсетување дека на 14 февруари си во Скопје во големата арена Борис Трајковски по спектакуларниот концерт кој што го направи во српската престолна Белград, во уште поголемата белградска или сега веќе Комбанк арена. Со Владо зборувавме малку, ете и се опуштив, па не преведов се, но генерално претпоставувам дека се не разбравте, но согласно законот за аудиовизуелни уметности, само накусо зборувавме за неговиот приватен живот, зборуваше дека сака да собира глобуси, дека се уште не го остава својот мотор, дека сака кајче, сака брод, сака да патува, и зборувавме меѓу другото за неговата страст да собира глобуси и за неговата страст да биде сега за сега ерген. Нашите луѓе секогаш сакаат да знаат која е прва асоциација твоја за Македонија. Што е она што прво кога ќе треба, дали кога се пакуваше да дојдеш овие денови во Скопје,
имаше некакви очекувања што прво те асоцира на Šta me prvo asocira? Pa vi morate mnogo više da izgovorite od nas. Sve Sve брзо. Ја не знам ти колку ме разбираш. Ne, ali produžavate reči, vi sve imate duplo, Da, morate to, da te, pričate. to, da. Tako da vi imate baš posla kad morate da govorite, ali mi se kod vas dopada temperament i svi su nekako veseli i na neki način opušteni. Ja nikad još nisam upoznao nekog jako zabrinutog Makedonca. Pa nema. Nego svi su nekako, Nema. ne beri ga, znaš, sve je dobro. Tako da to mi se dopada, duh koji ima Makedonija. Pretpostavljam hrana i... Pa hrana naravno da. To je ono što ti je prvo što ti palja na... Pa ne, to je, mislim, verovatno za turiste. Meni je to tek na trećem mjestu. Meni su ljudi najvažniji gdje dolazim. Так, добро, ти освојуваш и многу награди во Македонија за најпопуларен пејач, за хитови, по фестивали и така натаму и така натаму. Она што мене ме интересира, а исто е поврзано со Македонија, дали некој што дошло до идеја да соработуваш со некој македонски музичар, да може би не дует, меѓу да направиш некаква си, не знам, соработка. Vrlo rado. Vrlo rado, nego vidiš da ja ne mogu da stignem ni svoje. Ali zašto ne, dobra ideja. Никош не си имал нешто, некој музичар што те воодушевува, не знам, може би гитарист, може Владко Ma Стефанов. jeste, kako da ne, dobro, Vlatko je, некој кој- mislim, van, da kažem, neke konkurencije, obzirom da je jedini takav. Ali ostale ne bi sad smio, znaš, neko će da se naljuti. Ako kažem neko mi se dopada, za nekog da kažem ne. Ali ima zaista jako interesantnih nekoliko Likovi, tako. ljudi, tako je ovde na vašoj sceni i jako mi se dopada šta radi. Со македонскиот јазик добро се снаоѓаш, гледам. дека- Razumem odlično. Так, ама не понекогаш и добро зборуваш. Pa dobro, znaš šta, kad sam ovde 2-3 dana, onda mogu i bolje. Знаеш како е тоа? Бевме ние пословно со 2 месеца во Америка и дојде еден снимател со нас, кој што нема појма англиски. И 3-4-5 дена, 6-тиот ден се запивме, се направивме дрво. Го гледаме таму на некој 5-6 метри, он разговара со некоја девојка на англиски, растура, така да и со македонскиот јазик веројатно Многу лакше, да. Многу, се е полесно, да, се е полесно кој ќе си расположен. Обично луѓето ги прашуваат за концерт, кој ќе ти биде гостин, дали ќе имаш придружба, кој ќе настапува. Мислам дека и тебе, она што го изведуваш, она што го правиш, не знам и колку ти е потребен да имаш некаков гостин на Pa на ne, eto, самиот to je bila концерт. neka, da kažem, možda želja organizatora i ne mogu ni da otkrivam ko će eventualno biti gost i šta, ali mislim da si u pravu, da je poenta da ja ovde nisam jako dugo svirao i da bi trebali stvarno da imamo jedan dobar koncert, publika i ja. Дали повеќе те ложи, те прави среќен голем ваков спектакуларен концерт? Успев да видам што се случуваше во Белградска арена, или повеќе би сакал некогаш така поинтимно во помали простори да настапуваш, ова ќе врзам и со парите, ама нешто подоцна. Pa nije stvar tu u novcu, to je jednostavno stvar atmosfere, ambijenta. Meni nekad jako prijaju te male neke intimne svirke za 200, 300, 500 ljudi, a opet veliki koncert ima neku, da kažem, svoju drugu prednost i tu su stvari manje kontrolisane, u stvari tu Znaš da ta pričam- razmena energije je ogromna i onda ima sve svoje, da kažem, i prednosti i mane. U klubu naravno mane su, ne možeš zaraditi veliki novac, ali se možeš super provesti i imati jedan intiman odnos sa publikom. Mada ja pokušavam da svaki put prevaziđem i tu barijeru velikog broja publike i volim da pričam sa publikom i volim da se zezam. Ne volim da je onako sve nešto striktno i umiveno. Po scenariju, da. Da, to mi jednostavno ne prija i nisam takav tip. Ова те прашам, знаеш како некако се создаде атмосфера дека твоите колеги од овие покомерцијални од Србија успех им е да наполнат арената Борис Трајковски, тој надпревар. Ако ја напунам, онда сум добар во Македонија, ако не ја напунам, онда не е тоа. Pa ja se nadam da ću da je napunim. Не, тоа јас сум сигурен, не за тебе сум сигурен, него претпоставам дека кај тебе не станува збор за тој престиж, дека мора таму, мислам. Ne, uopšte ne mora, nego jednostavno nismo ni imali ideju na koje drugo mjesto da ide, naročito posle 10 godina. Така. Океј, не сумњам дека ќе наполниш Борис Трајковски арена, бидејќи прво одамна не си бил, второ не си направен таков концерт, особено за ваков убав и добар празник. Не се сомнам дека ќе биде тоа добро и интересно дружење, да ги повикаме и нашите слушатели кои што не слушаат, доколку се уште не си набавиле билети, да го направат тоа на сите продажни места. Значи Владо Ѓоргиев нема само во радиово да биде, ќе биде, се разбира, и во салата Борис Трајковски, каде што ќе има 2, 3, 4 часовна дружба во зависност како ќе трне, се разбира, и дека ако немате
а и немате сигурно подобар план за 14 февруари, тогаш дефинитивно да го поминете, да поминете ова убава вечер во салата Борис Трајковски. Реков, голема сала, големи очекувања и веројатно се до тоа луѓето, барем обичната публика, го врзува со пари. Ти важиш за човек кој што многу вложува во тоа што го работиш. Зборувавме предмалку дека си перфекционист, дека сакаш да вложиш, дека не си од оние, а балканските музичари доста се шкрти, мора признаеме. Као нешто само да замачка, да направи хит и да ги збере парите. Свесен се дека тоа кај нас така функционира, особено во Македонија. Задоволен си колку заработуваш од сето она што го даваш? Ти значат ли парите? Па зашта, све што зарадим ја негде одма уложим. Нешто или купуjem, или нешто радим, или новац као новац, оно да броиш колко имаш новца, тоа е тако демоде и тако глупо. Иначе мрзим те љубителje новца, они су углавном vrlo nezgodni ljudi. Ali i bez njega ne možemo da radimo. I to je takođe tačno, tako da jednostavno u potrošačkom smo društvu i moramo da se uklapamo svi u sve to. Ali da mi novac nešto mnogo znači. Ne znači mi onoliko koliko mi je dovoljno. Sve preko toga može čak i da smeta. Da li je dovoljno? Dovoljno je zato što ja puno radim. Какви беа твоите очекувања пред да почнеш да го работиш ова? Почна да работиш пред многу години кога буквално Балканот ти не беше сигурно поле за музика, не беа вака идеални условите за работа. Дали колку очекуваше толку ти се врати од сето ова што бидејќи ти професионално се занимаваш со музика и тоа? Ja nisam uopšte imao velika očekivanja. Rekao sam da ću da probam, pošto sam ja producirao za druge mnogo prije toga i radio kao aranžer i kompozitor i otvorio i svoj studio i onda sam jednog dana rekao stvarno ajde da snimim nešto svoje. Кога веќе за толку луѓе направив, дај да направам. Pa da, ajde da malo snimim ja, pošto je to zaista bio jedan period gde su onako da kažem vrlo sumnjivog kvaliteta ljudi postajali popularni zato što je recimo neko mogao da im plati pojavljivanje na Pinku ili otko znam. Tako da sam odlučio da uradim sve kontra. Da uradim potpuno drugu muziku. Pa što, bide? Potpuno drugu muziku i da se nikad ne pojavim, na primjer, na tom Pinku. I tako je i bilo. I tako će i biti. Ostane. Tako će biti, da. Значи, согласно твоите очекувања, сосема си окей како се движи кариерата и колку заработуваш? Ja sam vrlo zadovoljan. Да има барем за... I mislim da svaki čovjek treba da bude zadovoljan ako iole pošteno radi sve. Ти смета ли балканската инфериорност по тоа прашање, дека мора да се заработи, дека не е добро тука, дека треба да се оди у друга држава, на страна, се е подобро освен дома? Ти смета ли тој начин на размислување? Ja tako ne razmišljam. Ja uopšte tako ne razmišljam da je svuda bolje nego... не се не дружиш со такви луѓе, пошто ти... Pa ne volim, jednostavno ne volim, da. To je jednostavno druga neka energija. Ne volim ja takve ljude i čim neko može da pljuje i po svojima i po sebi, pljuvaće i po meni. Mislim, tako da takve ljude izbjegavam. Jednostavno. Океј, не би те задржувам многу. Владо, ти благодарам што дојде денеска во Радио Слободна Македонија. Ти благодарам што направивме овај муабет и што го најавивме твојот концерт. Ти посакувам не се сомневам успешен концерт и прво се поминеш добро. Да ја задоволиш македонската публика и се надевам дека ќе уживаш не само во концертот, туку и во твојот престој во Македонија. Hvala, vidimo se 14. Така, значи, почитувани пријатели, не заборавајте на 14 февруари во салата во арената Борис Трајковски, голем концерт на Владо Ѓоргиев во Скопје. Реклами. Комбинацијата од 100% говедско месо. Сега може да го доживеете Гудис искуството во нашиот прв Гудис ресторан во Вероцентарот. Радио Слободна Македонија.
нема да прочитате, нема ни да видите, слушнете го. На радио, последна шанса да бидете во тек. Колку безич, со Александар Блажевски. Почитувани радио пријатели, доаѓаме до крајот и на денешното издание на пладневното, односно попладневното радио шоу Колку безич на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Вистинско време е тука да се поздравиме, да го оставам во добро друштво. А доброто друштво, барем за мене, во сабота, а и во недела изгледа вака. Радио, добра музика, Радио Слободна Македонија, имате фудбал за гледање по спортскиве канали, опуштате си душа, едноставно уживајте во викендот, бидејќи знаете како е, од понеделник до петок никако да пројде времето, ама од сабота, недела, деновите од викендот буквално летаат. Затоа, за да не ви биде криво и да не велите дека брзо поминал викендот, искористете го максимално. Ја му благодарам на Вало Ѓоргиев што ова саботно попладне беше заедно со нас на вреновите на Радио Слободна Македонија, но покрај на Вало Ѓоргиев се разбира, ви благодарам, почитувани радио пријатели, и на вас што бевте и во ова издание на радио шоуто Колку безич, што бевте заедно со мене. Веќе следната сабота во истиот термин ќе имаме повторна дружба, повторно ви закажувам средба со мој нов гостин и со мој, се разбира, нов соговорник кој што ќе го поканам токму за ваше добро и се разбира интересно расположение. Повторна средба, реков уштенаш, ви закажувам за следната сабота од 13 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник и водител на емисијата Александар Блажевски. Датум на емитување 31 јануари 2015 година. Продукција Радио Слободна Македонија. Бидете живи и здрави и останете со РСМ. Се што нема да прочитате, нема ни да видите, слушнете го. На радио, последна шанса да бидете во тек. Колку безич, со Александар Блажевски.